Продолжуваме со емисијата. Тука во студиото го имаме господин Дарио Николовски, директор на Агенцијата за енергетика. Добре дојдовте во студио 10. Добро ве најдов сеат, фала на можноста да разговараме пред граѓаните околу темите поврзани со енергетиката. Господин Николовски заврши грејната сезона, заврши и зимата. Владата излезе со еден настан во тоа. Премиерот Ковачевски беше во Рек Битола, таму го означи крајот на грејната сезона. Ги кажа фактите. Некои ќе кажат дека се пофали доста за крајот на грејната сезона, дека владата добро го изменеджирала целиот процес, а знаеме дека пред почетокот на зимата имаше доста драстични, апокалиптични предвидувања за тоа што се случува и сега да бидеме искрени, за волја на вистината не само кај нас, туку и во регионот, во цела Европа, цените на енергенсите беа доста повисоки од овие сега, цената на гасот драстично беше повисока, на мазутот, на нафтата, на се, но сепак ми се чини дека зимата помина прилично, ајде да речеме мазно во некој како некој термин да употребиме во енергетскиот сектор. Така, уште кога не зафати оваа светска енергетска криза, бидејќи разговараме за светска енергетска криза, најголемиот страв и најголемите коментари дојдоа токму пред да започне грејната сезона, односно пред да дојде зимата. Многу од нив беа многу црни сценарија, онака како што споменавте вие, апокалиптични. Но сега веќе кога сето тоа е зад нас, односно зимата е зад нас, може да кажеме дека имаме една успешно помината грејна сезона во услови на светска енергетска криза, каде што сите тие сценарија со енормно покачување на цените на енергијата или со рестрикции во делот на снабдување на електрична енергија се зад нас како минато, кое што не се случи и сум многу среќен поради тоа, заради тоа што државата секогаш треба да биде тука за граѓаните, без разлика дали е тоа светска, глобална или криза во која што се наоѓа државата, и сметам дека после оваа зима покажавме дека енергетскиот сектор се движи во добар правец, дека сите мерки и политики кои што ги презеде владата дадоа резултат, и сметам дека периодот сега кој што ни престои и понатака треба да го искористиме да државата на полето енергетика ја движиме во правец кој што ќе носи сигурност кон граѓаните, без разлика дали во иднина ќе има нова енергетска криза или ќе има уште некои други сценарија поврзани кои што би носеле слични коментари. Така да сметам дека она што е позади нас помина без рестрикции, без енормно покачени цени и сите тие работи покажуваат дека владата носи добри мерки и дека се грижи за граѓаните. Да, пред почетокот на грејната сезона имаше доста размислувања, анализи како да се постапи, како што кажавме, цената на гасот, на јагленот, на мазутот беа многу поскапи и ги немаше, тешко имаше проблеми за набавка на јаглен, нели? Па имаше и анализи околу тоа и дилеми од каде да се набави и така натаму, но очигледно дека влада да се реши за една стратегија за зголемено домашно производство на струја, да ги вклучи сите капацитети, термоцентралите, ТЕЦ Неготино, ТЕЦ Осломе и ТЕЦ Неготино особено, која не работела во претходниот период, се направи обид да се вклучат сите три блокови во Рек Битола да се стават во погон и сега владата вели дека е направено огромно производство на струја, многу поголемо од минатата година и дека тоа на некој начин ја спасило државата од енергетската криза. Така владата се реши да го зголеми домашното производство и впрочем еве низ бројки да споменеме, некаде од почетокот на 2022 до крајот на март 2023 година, произведени се некаде над 2,7 милиони мегават часови од домашно производство на електрична енергија. Тоа е тој сериозен допринос и тоа е таа одлука на која што се реши владата преку тој чекор да се справиме со енергетската криза. Беа ставени во погон сите домашни капацитети кои што се на располагање и во еден момент во најголем дел од кризата и сите работеа во полна пареа и затоа сите овие бројки кои што ги споменуваме се толку големи, сите овие бројки дадоа до знаење дека енергетската криза ќе ја поминеме полесно. Низ овие бројки се отвори можноста да се обезбеди поевтина електрична енергија за
многу битни гранки во нашата држава, како што се основните училишта, болниците, јавните комунални предпријатија, сите оние сектори кои што се сервис на граѓаните и кои што им беше потребно да им се овозможи непречен процес во работењето, и сметам дека февруари, ќе го споменам, како во 2023-та е месец во кој што во еден ден од февруари се произведе повеќе електрична енергија од сите 10 години наназад, или споредбено со претходниот февруари 2022-та некаде за 90% повеќе електрична енергија. Сакам да кажам дека она за кое што се решивме, а тоа е да се зголеми производството на домашните капацитети на енергија, даде сериозен допринос во оваа криза. Да, во текот на разговорот ќе ве прашам за неколку критики кои доаѓаат главно од опозицијската ВМРО-ДПМН. Едно од нив е за крајот на грејната сезона. Тие велат зошто премиерот не каже колку милиони евра народни пари се потрошени за набавка на газ за грејната сезона, наместо да набавува владата поевтино по предлог доставен од ВМРО-ДПМН, а кој водачката гарнитура го отфрли. Јас сметам дека владата и институциите кои што раководат со енергетскиот сектор целиот овој период работеа максимално транспарентно. Сметам исто така дека тоа е од суштинско значење за граѓаните да бидат сигурни, бидејќи кога се трошат државните пари, рете секој да знае за што се трошат. И сметам дека во оваа енергетска криза целиот енергетски сектор во државата работеше транспарентно, известуваше максимално секојдневно околу она за што се набавуваше, околу она за што се трошеше, околу недостатоците, но и околу оние работи кои што беа завршени и прогнозирани подобро од тоа што беше планирано. Сметам дека во криза најмалку треба да користиме политички елементи за собирање на политички поени, дека без разлика дали енергетска или било каква друга криза, сите институции, но и политички фактори и останатите треба да се стават да бидат дел од системот кој што ќе носи заеднички решенија, се со една цел од нив да имаат бенефит граѓаните и стабилноста на државата. Добро, кога ги ставивме сите енергетски елементи во погон, сите енергетски капацитети за производство на струја, тука се покажа веднаш и оние мани, да речеме, со тоа што години наназад, децении наназад немало инвестиција во клучни енергетски објекти, па така тие постоечките се пренапрегнаа, да речеме, и РЕК Битола, и ТЕЦ Осломи, и ТЕЦ Неготино, па имаше и испади во тек на работењата кои беа санирани, но сепак се покажа таа слабост на долгодецениско неинвестирање во стратешки капацитети. Така е, секогаш кога наеднаш некои работи се прават, резултатите, односно сите работи испливуваат над вода, и она што со години наназад во секторот енергетика не беше вложувано, во периоди кога човек сака да ги стави на сила сите можни атрибути кои што ги има, излегуваат работите на површина, но сметам дека и покрај тоа работите се движеа во добар правец. Она што можам да напоменам е дека домашното производство веќе и во делот на домашното производство се врши трансформација во делот на обновливите извори на енергија. ЕСМ покрај производството од РЕК Битола, ТЕЦ Неготино и сите останати капацитети кои што ги споменавме, во овој период се произведуваше електрична енергија од ветерниот парк во Богданци, се произведуваше електрична енергија и од фотоволтичната централа, и се надевам дека во иднина и домашните капацитети, но и овој наплив на инвестиции во делот на обновливи извори, заради тоа што ние сме држава која што има изобилие на сонце, на ветер и вода, и тоа сметам дека сериозно треба да го искористиме, односно ние како држава да ги олесниме процедурите за инвестиција, инвеститорите да ги реализираат своите планови, ќе придвижат нашата држава кон долго посакуваната таа енергетска трансформација, која што пак ќе допринесе за она што го напоменавме на почетокот од прашањето, да енергетскиот сектор биде постабилен, да се менува, да се трансформира кон зелената енергија. Зелената енергија не значи само чиста енергија, туку значи и зголемен економски раст, заштита на животната средина, опфаќа многу клучни моменти од живењето и стандардот на граѓаните, и сметам дека сме на добар правец.
Во тој дел ќе напоменам дека во изминатиот период, во 2022 инсталирани се некаде над 150 мегавати производство на електрична енергија од обновливи извори и некаде од прилика околу 39 за ова прво тромесечие од 2023 или вкупно 190 мегавати инсталирана моќност од обновливи извори, што некаде во превод би значило да им биде појасно на граѓаните, од прилика снабдување за околу 76.000 домаќинства. Се надевам овој тренд ќе продолжи, се надевам, сигурен сум дека и државата ќе продолжи да вложува во енергетиката за да сите процеси во иднина се движат многу полесно и со тоа станеме зелен енергетски хаб, како што споменуваат некои од владата и целта е на владата да се постигне тоа. Да, ќе зборуваме за зелената енергија, за обновливите извори на енергија, за сето тоа што се случува. Сакам уште малку да се задржиме за ова, но сепак главни производители на електрична енергија се термоцентралите, се уште нас кризата не натера да се вратиме дури и на мазут да произведуваме електрична енергија. Јагленот остана како основно средство во река Битола, ми се чини и во ТЕЦ Осломеј, не знам точно. Значи, тоа е, не знам, анализите кои ги имав читано порано, ќе ме поправите, е околу 70% од производството на енергија во државата доаѓа од таму. Значи, далеко се обновливите извори на енергија, тие се во ред, но за да имаме струја, се уште се ословаме на ова. Сакам да ме прашам, во таа енергетска стратегија планираме ли ние нешто да ги подобриме овие капацитети кои ја произведуваат најголемиот дел од електричната енергија, да ги модернизираме нешто, се планира ли нешто во тој поглед, бидејќи стално ни се повторуваат истите проблеми, испади во река Битола, хавари, поради старите капацитети. Се сложувам дека најголемите производни капацитети се тие. Периодот кој што следи сега по завршувањето на грејната сезона е период во кој што е планирано и треба да се искористи за рехабилитација и делови на ремонт во деловите кои што е потребно, но исто така затоа и го поврзав одговорот на моето прашање. Јас се сложувам, се уште процентот на производство на електрична енергија од обновливи извори е неспоредлив со делот кој што произведува во делот на рек Битола, ТЕЦ Осломеј и останатите, но покрај тоа што треба да се вложува и ќе се вложува, модернизира и рехабилитира постоечките капацитети, сметам дека паралелно треба да се инвестира и во нови зелени капацитети. Така да овој период сега по завршувањето на грејната сезона ќе се искористи за постоечките капацитети, оние капацитети од кои што во најголем дел од процентот ја снабдуваат државата, домаќинствата, стопанството со електрична енергија, но ќе продолжи и таа енергетска трансформација кон обновливите извори. Да, добро, тоа не е спорно, за енергетската трансформација се разбира. Уште еден капитален проект кој се исто така се спомнува со децении, а кој би требало да ја подобри енергетската слика, се хидроцентралите Чебрен и Галиште. И претходната влада и оваа влада остана само на најави за реализација, на ветувања, на распишани тендери и ми се чини дека се уште сме далеко од почеток на реализација на овие проекти. Добро прашање. Што е толку тешко, не ми е јасно, околу овие хидроцентрали за да почнат да се градат? Добро прашање. Чебрен е од круцијално значење за нашата држава, проект вреден од прилика 1 милијарда евра. Според најавите и според она до каде е стигнат во овој период од кога е оваа влада, сметам дека некаде треба да влезе во завршна фаза кон крајот на месец септември оваа година, така најави и од владата, тоа можам да го пренесам. И јас, зошто низ годините наназад не е реагирано побрзо, поефективно и поефикасно, не знам, но знам дека во периодот кој што сега следи и кој што го имавме на располагање овие година-две наназад е искористен максимално за да се спроведе овој проект кој што ќе биде од круцијално значење на полето енергетика. Тука дополнително покрај Чебрен, кој што е огромен проект, кажав и за која сума се работи вредноста на проектот грубо,
тука има уште два големи проекти кои што се надевам ќе се завршат до крајот на 2023 и 2024 година ќе ја пречекаме енергетски стабилни. Добро, но што е, не ми одговоривте, што е проблемот толку во овие проекти, еве што со децении се одоголекуваат? Дали е цената можеби која споменувате околу милиарда евра? Дали е тоа клучниот камен на сопнување поради кои овие проекти не може да се придвижат напред, или има други, не знам, технички или можеби политички проблеми, не знам какви? Јас напоменав за претходните години, претходната влада не знам, но за овој момент од кога е оваа влада, процесот е придвижен, процесот е во тек и се надевам дека до крајот на септември ќе заврши и со тоа ќе добиеме овој значаен проект кој што напоменавте и вие, со години стои, со години е закочен, ќе се заврши и ќе се заврши со успех и ќе допринесе сериозно во секторот. Обезбедено ли е финансирање за проектите? Барем тоа дали знаеме. Се што е потребно за да се реализира проектот е обезбедено. Добро, кога зборуваме за обновливи извори на енергија, сега се, да речеме, најактуелни фотоволтаиците, имаме огромно побарување по овие системи од страна на инвеститори пред се и на граѓани се разбира индивидуални, но и на институции се поставуваат и општини, и на училишта, и на градинки, на болници и така натаму, но и од инвеститори кои инвестираат во тоа како еден добар бизнис со оглед на цената на електричната енергија, сплатливо е во моментов и ништо тука не е спорно, но почнуваат, веќе се појавуваат и првите проблеми тука, па се жалат дека сега подобрени се законските процедури за разлика од порано, поедноставена е процедурата, полесна е, тоа е факт, но се жала дека сега има проблем во МЕПСО и самиот МЕПСО кажува дека има проблем, бидејќи мрежата сега не може да издржи, па се чека на приклучок, не може да ги приклучат, бидејќи едноставно има огромен наплив. Се работи ли некако да се реши тој проблем? Апсолутно се работи да се реши тој проблем, како што се работеше и на она што го спомнавте, да се реши проблемот околу процедурите, да се поедностават. Се измени законот за градба, се зголеми можноста за поставување на фотоволтаици на кров, се зголеми мокноста од 4 на 6 киловати за домакинствата и од 20 на 40 киловати за стопанствениците. Тоа допринесе да сите оние кои што имаат зголемена потрошувачка енергија да си постават фотоволтаици на својот кров за да ги заводуваат своите потреби, но и да враќаат во енергетскиот систем преку продажба на вишоците. Така е, фактот дека се зголемија инвестициите и побарувачката да се инвестира за фотоволтаици во нашата држава, допринесе да и преносниот систем, како се реализираат инвестициите, така се неговата мокност се исполнува и во одредени моменти достигнува и до крајот, до максимумот колку што може и во престојниот период и МЕПСО, но и државата преку одредени инвестиции треба да допринесе да го стабилизира тоа и да возможи поголема мокност во енергетскиот систем. Имаме ли некаква, кога сме кај фотоволтаиците, имаме ли стратегија, например, до каде ние сакаме, колку сакаме да имаме фотоволтаици, какав капацитет, бидејќи има тука и уште еден аспект, за тој зборуваше вице-премиерот Кочо Ангјушев, кога објаснуваше, вели, бидејќи фотоволтаиците претежно произведуваат денска струја и кога има сонце најмногу произведуваат и кога нема, но најмногу кога има, тогаш се најголемите капацитети. Вели дека со зголеменото производство од фотоволтаици, со зголемените капацитети ќе се јави и зголемено дневно производство на струја, а со тоа и поголеми вишоци и дека треба да се внимава и на тоа. И дека тие што произведуваат кога ќе има премногу струја, нели, дека нормално тогаш ќе треба да ја продадат поевтино или да ја складираат, што е допунски проблем, инвестирање во батерии и така натаму. Затоа ве прашувам, имаме ли стратегија некаква околу фотоволтаиците? Значи, колку сакаме, до каде сакаме да одиме и така натаму? Секако дека имаме стратегии, по таа стратегија се движиме, со неа раководи Министерството за економија. Секоја инвестиција проаѓа низ тој систем кој што значи
проверка на типот на инвестиција во однос на капацитетот, се со една цел заради тоа што објективни се коментарите кои што стигна и од јавноста, но и од стручната фела, дека доколку се зголеми, доколку капацитетот кој што ќе треба да се инсталира од фотоволтаиците да биде преголем, а производството на електрична енергија на фотоволтаиците е генерално преку ден, ќе треба веќе и се размислува и се работи на тоа, на законска регулатива која што ќе овозможи складирање, односно инсталирање на тие батерии кои што ќе бидат од помош за да се балансира целиот систем. Но сакам исто така да напоменам дека покрај инвестициите во фотоволтаиците, тука овој период се користи за инвестиции во другите видови на електрична енергија од обновливи извори, кои што исто така ќе допринесат да се избалансира целиот систем. Се е земено во предвид за да може да овие инвестиции кои што се сега од добробит да останат и на долг рок така. Да, ќе продолжиме за инвестиции во обновлива енергија. Еве повторно да направиме еден пресек со едно прашање, да речеме, од опозицијата. Од ВМРО-ДПМН велат вака: медиумите блиски до власта секојдневно шират информации дека фотоволтаиците се иднина за енергетика во оваа држава. За оваа влада очигледно дека базната енергија е заменета со вршна енергија и никој веќе како да не се грижи за енергетската стабилност на земјата. Понатаму има фотоволтаици, земаат луѓе блиски до власта, ефтини парцели се даваат, тоа се критиките, но сршта на нивната критика е дека според нив па премногу се инвестира во овакви обновливи извори, а премалку во традиционални. Владата во соработка со помош од Европската унија не работи само на инвестиции во делот на фотоволтаиците, не веќе напоменам, ЕСМ го проширува ветерниот парк. Обезбедени се над 56 милиони европска помош за капитални проекти во делот на рехабилитирање на 6 хидроцентрали во третата фаза. Претходно на прашањето одговорив дека периодот ќе се искористи за рехабилитација на постоечките капацитети и не е точно дека владата е фокусирана целосно на фотоволтаиците. Но факт е дека ние како држава и нашата географска положба и со изобилие на сончеви денови сме една од државите во регионот која што има највеќе сончеви денови во годината, треба да искористиме максимално. А инаку не се сложувам со тоа дека државата е фокусирана целосно на фотоволтаиците, бидејќи паралелно работи на секој вид производство на електрична енергија од обновливи и на стабилизирање на постоечките капацитети за производство на електрична енергија, заради тоа што ќе дојде и следно зимо, ќе дојдат и други кризи кои што ќе треба да ги пребродиме вака како и оваа претходната. За следната зима, според ова што сега го имаме и според како се развива енергетскиот сектор со зголеменото производство на фотоволтаици и на други извори на енергија, мислите ли дека би биле поподготвени за следната зима од оваа, доколку повторно има некаква криза? За секоја криза или за секоја грејна сезона, доколку се почне навреме, доколку мерките и политиките кои што ќе бидат преземени се исправни, нема да има проблем. Јас сметам дека после поучени од оваа огромна светска енергетска криза и после оваа грена сезона која што е позади нас, сметам дека секоја следна ќе биде уште поуспешна и уште понавреме ќе реагираме со преземање на мерки и активности кои што ќе дадат резултат. Мислите ли дека интересот за фотоволтаици ќе продолжи и во следниот период со овакво темпо какво што е сега, дека инвеститорите се уште ќе имаат зголемен интерес за инвестирање во оваа бранша? Сметам дека ќе продолжи, но исто така сметам и дека инвеститорите ќе се фокусираат и на другите начини на производство на електрична енергија. Од оние што ги напоменав претходно сеат 191 веќе приклучени мегават инсталирана мокност од обновливи извори, некаде од прилика над 105 се од фотоволтаици, останатите се од другите видови производство на електрична енергија од обновливи извори. 36 се од ветер, некаде 7,2 се од хидроцентрали и некаде над
2,5 се од биогас и биомаса. Интересот за обновливите извори за производство на електричност од обновливи извори на енергија не е само кај нас, тоа е и во регионот, и во Европа, и во светот, бидејќи тука е иднината и јас сум сигурен дека ќе продолжи државата само низ одредени мерки ќе треба тоа да го регулира за да сите тие бидат успешно реализирани и секако дадат сериозен допринос во таа долгоочекувана енергетска трансформација која што се говори секојдневно. Да, интересно е како се движат трендовите во однос на обновливите извори на енергија. Ако пред 10 години се извинувам беа најмодерни мини хидроцентралите, сега интересот, акцентот е на фотоволтаици. Има ли сега интерес за мини хидроцентрали се уште? Се инвестирали во нив? Има се уште, но можам да напоменам дека во моментот покрај фотоволтаиците најголем интерес има за ветерната енергија, за инвестирање во ветерни паркови и производство на електрична енергија од ветер. Значи сепак тоа е во однос на ветерната енергија, очигледно е дека има интерес помал од фотоволтаици. Според анализите кои јас ги имам читано, веројатно тоа е поради тоа што повратот на инвестицијата е подолг во ветерната енергија. Повратот на инвестицијата е подолг, вредноста на инвестицијата е многу поголема од фотоволтаиците, но еве позади нас е веќе една успешно реализирана приватна инвестиција, тоа е ветерниот парк во Богословец, 36 мегавати на 8 ветерни столбови. Во тек се мерењата на ветерниот мерењата на ВПД во Старо Нагоричене, оној огромен проект кој што е најавен од страна на владата пред неколку години, кој што треба да чини некаде отприлика 500 милиони евра. Сметам дека разликата е само во тоа што се работи за многу поголема инвестиција. Времето на повратот на инвестицијата во ваков период на енергетска криза и тешко е да се предвиди заради тоа што сме свесни дека година и пол наназад цените на берзите секојдневно варираат. Да, и штом се работи за поголема инвестиција, тука веднаш значи не можеме да имаме толку ситни инвеститори, поголеми, покрупни играчи, поголеми компании, што е разбирливо. Владата има стратегија за развој на енергетиката до 2040 година. Еве во контекст на сево ова што го зборуваме, можете ли да не кажете во однос на оваа стратегија кои се целите, што сакаме да го постигнеме? Дали имаме воопшто зацртано цел да имаме 100% производство на сопствена енергија, значи да бидеме самоодржливи во тој поглед? Има ли таква цел? Така. Дел од целите на стратегијата за развој на енергетика е да се намали пред се увозот на електрична енергија. Она што и сум среќен што во оваа грена сезона и во оваа светска енергетска криза, период позади нас кој што е во многу мал процент реализиран увозот. Така да дел од таа стратегија е и тоа, да се намали увозот на електрична енергија, односно да се достигне до најголем можен процент од домашно производство на електрична енергија. Меѓу другото, тука во стратегијата за енергетика до 2040 година влегува зголемената примена на обновливите извори на енергија, зголемената примена на енергетската ефикасност, нешто за кое што во годините наназад владата исто така одвојува средства преку Министерството за економија за инсталирање на сончеви колекторски системи, за замена на ПВЦ прозорци и сите тие работи кои што се клучни од стратегијата за енергетика на нашата држава, сметам дека се движат во добар правец и дека можно е дел од нив да се исполнати порано од предвидените рокови. Така да само со стратешки планови може да дојдеме до посакуваните цели. Добро, во поглед на останатите прашања кои се поврзани со грејната сезона, со енергетската криза, тоа е управувањето со парно за град Скопје. Владата го превзема тоа управување со парно, откако градот Скопје не успеа да го организира после проблемот со фирмата БЕК, која претходно го раководеше тоа. Се чини дека и преминот, трансформацијата од БЕК во ЕСМ помина добро, ми се чини, после првичните трзавици со подпишување на договори, со пренос на корисници и така натаму, дека сега си тече регуларно.
Тоа беше уште еден дополнителен момент кој што заедно со јавноста ствараше сериозен момент за грижа кон граѓаните, заради тоа што во очи на почетокот на грејната сезона се случија сите тие работи и ствара сериозен сомнеш дека можно е да граѓаните останат без парно грејење во најстудените денови и во најстудените месеци, но пак ќе кажам, среќен сум што на крајот се тоа се заврши успешно. Тој премин и исполнување на обврските после од кога ЕСМ го презеде беа во целост реализирани. Целата грејна сезона имаше парно за сите граѓани и сметам дека и тој како еден од останатите процеси кои се спроведуваше во оваа грејна сезона и во оваа енергетска криза заврши успешно и процес кој што дава сигурност дека така ќе продолжиме и во иднина. Добро, критичарите велат дека на владата на некој начин и помогнала благата зима, дека не било и премногу студено, дека се подобрила и сликата на берзите во поглед на цените на енергенсите, дека не отишле онака како што се предвидуваше, нели, за гасот се зборуваше дека ќе стане $1000, $2000, $3000, а тој падна на крај и останатите енергенси, дека на некој начин на владата и помогнала среќата, така велат критичарите. Факт е дека можеби поволните временски услови игра улога, но тие поволни временски услови не беа само кај нас, него беа во целиот свет. Но пак ќе кажам, не може да кажеме дека на владата и помогнаа временските услови или среќата, заради тоа што владата сметам дека навремено презеде мерки и чекори кои што дадоа резултат. И пак ќе се навратам на почетокот на интервјуто, сметам дека во една криза треба секој да се вмрежи во системот, да биде конструктивно критичен. Критиките се секогаш добра работа, но пак ќе кажам да биде конструктивно критичен, заради тоа што било која влада и ова и сите останати кои што ќе дојдат во иднина треба да работат според мене во интерес на граѓаните и за добробит на државата. Така да на крајот од било кој процес за мене е најбитно дали тој процес е завршен успешен, а не кои се факторите, дали е факторот среќа кој што не е според мене факторот среќа клучен, туку дали целите се исполнети. Сметам дека после оваа грејна сезона целите кои што ги предвиде владата заедно со сите партнери во процесот, бидејќи владата не беше сама тука, сериозен допринес даде и Европската унија со 80 милиони евра европски пари, помош за справување со енергетската криза, тука беа земјите во регионот и сите останати фактори кои што влијае за на крајот од зимата да можеме вака и на шега да спомнеме дали временските услови или среќата влијае, сметам дека не. Владата сега најавува инвестиции од 2 милиарди евра во енергетиката, тоа го каже вице-премиерот Бетики, но и останати членови на владата. Претпоставам дека дел од овие инвестиции се овие кои веќе ги споменавте во текот на интервјуто. Можеме ли да го сумираме еве тоа? Каде се тие 2 милиарди евра што ќе се инвестираат? Мислам, во што? Тие 2 милиарди се она што веќе дел напоменавме. Едното е завршувањето што го спомнав на проект долго очекуваниот проект со Чебрен во вредност од прилика 1 милиарда и другите 1,3 милиарди евра се инвестициите на ветерниот парк ВПД во Старо Нагоричани кој што го спомнавме, кој што треба да чини од прилика околу 500 милиони евра. Дел од нив се приватни инвестиции, но секако овие инвестиции ќе дадат сериозен допринос, поготово што зборуваме за Чебрен, за проект кој што е со години наназад споменуван од сите влади и проект кој што се очекува конечно успешно да се заврши и да даде допринос. Таа инвестиција во ветерниот парк беше најавена прилично бомбастично од владата, од 500 милиони евра беше, ми се чини, најавена уште од минатиот премиер Зоран Заев, уште од негово време. Вие сега велате дека таму се прават мерења, дали се уште е тој проект само на фаза на мерења, дали е некако отиден понапред? Таму додека траат мерењата, процедурите се движат кон тоа да влезат во собраниска процедура, така да во целост тој проект се движи и се надевам дека
и тој проект, како и останатите проекти во делот на енергетиката, со кој што може да се пофалиме од изминативе години, ќе биде успешно реализирана. Да, тој беше најавен од претходниот премиер, проект кој што треба да биде некаде над 400 мегавати, ветерен парк од над 400 мегавати, од над 60 ветерни столбови кои што ќе бидат сериозен стимул плюс во енергетскиот сектор. Значи, вие велите дека тој се реализира се уште? Тој е во процедура, да. Да. Кон реализација. Да, завршија субвенциите за поевтина струја за основните и средните училишта, болници, водни предпријатија, тие се вратија на слободниот пазар. Очекувате ли тука некакви трзавици, проблеми, бидејќи сега може да имаат и поголеми сметки? Можно е да има промени со завршувањето, односно од 1 мај веќе завршија тие субвенции, но владата будно ги следи случувањата, доколку е потребно да се реагира, заради тоа што се работи за најсуштинските сектори во државата, ќе се реагира и се со една цел да не се дојде до несакани состојби. Да, имаме уште еден момент кој не е директно под ваша надлежност, но некако и тоа е енергетика, тоа се оние загуби на струја, популарни кражби кои се нарекуваат, за кои често се жали Еване, имаат акции, спроведуваат акции, па потоа тие акции се политизираат. Па имаше доста контроверзии околу последните изјави нивни, дали потоа тие кражби ги покриваат сите граѓани или не, и сето тоа некако остана нејасно, и после изјавите на надлежните. Има ли државата некаква стратегија за ова? Бидејќи знаете како, многу е чудно кога разговарате со некој од надвор, со некоја земја, да речеме европска или западна земја, која ќе им кажете дека се уште се соочуваме со тоа дека дел од граѓаните не плаќаат струја. И чудно име, мислам дека име чудно, кај нив е тоа непоимливо да се случи. Затоа ја прашувам, имаме ли стратегија и во тој поглед некаква? Иако не сме надлежни околу ова прашање, се сложувам како земја која што се стреми да биде членка, односно дел од Европската унија, сите овие моменти треба да бидат искоренети што е можно поскоро, и заради тоа што законот и правилата треба да важат за сите. Сметам дека тука и ЕВН и останатите институции кои што имаат надлежност за спроведување на овие работи, но и владата се максимално фокусирани да овој проблем што е можно да овој проблем се реши што е можно поскоро, и сметам дека на овој проблем се работи максимално посветено, дека процентите се намалуваат и дека во најбрз можен рок дека конечно ќе дојдеме до ситуација каде што веќе вакви моменти нема да постојат. Впрочем, една држава ако сака да биде дел од едно такво семејство, владењето на правото мора да биде пред се и почитувањето на законите и законските прописи и регулативи исто така. Претпоставам дека главен проблем кога зборуваме за ова е политизираноста која се случува во поглед на тоа прашање од низа причини, и дека тоа е најголема пречка да се искорени таа појава. Според мене не би рекол дека можеби политизираноста игра главна улога, дека повеќе фактори играат улога, веројатноста е голема да е така, но како и да е, јас се сложувам со вас дека ова не смее да биде така и дека тоа не треба да постои, дека мора да се искорени, односно тој проблем да се реши и да нема такви, заради тоа што сите граѓани треба да бидат еднакви пред законот. Да. Особено расте револтот кај граѓаните кои плаќаат електрична енергија, некои не плаќа и така натаму. Но исто така кога се даваат субвенции на одредени целни групи, секогаш се јавуваат и други кои тогаш прашуваат зашто нема за нас. Па така реагира и од Стопанската комора, кои порачаа дека покрај поддршката за домакинствата, како што е познато, владата ја субвенционира електричната енергија за домакинствата, дека треба и компаниите да им се помогне, кои се на регулираниот пазар, да ги поддржат, а не да ги оставаат сами да се сноѓат и да ги решаваат проблемите. Што велите на ова барање на Стопанската комора? Ги слушнав коментарите на Стопанската комора по завршувањето на грејната сезона. Владата покрај тоа што субвенционираше домакинствата, субвенционираше и мали и средни предпријатија. Коментарите на Стопанската комора беа во делот на најголемите потрошувачи. Ние како влада сме во
конструктивен разговор секогаш во Стопанската комора и сметам дека сите оние коментари кои што се за добробит на стопанството ќе се регулираат во заедничка комуникација и ќе и во иднина ќе донесат дополнителни мерки кои што ќе бидат од корист на сите кои што се во стопанството. Еве, сега ја читам пресконференцијата на Стопанската комора, тие зборуваат за повеќе аспекти, например велат доколку компаниите лани се здружеле и набавале електрична енергија, таа ќе ги чинела по 118 евра за мегават час просечно, велат дека биле, како што велат, излажани од владата, не требало да ја веруваат за тоа, и велат треба да се побара одговорност и од регулаторната комисија поради издавање на лиценци за трговија со електрична енергија на фирми со само 5000 евра гаранција и дозволување трговците со струја да немаат никаква одговорност ако ги прекинат договорите. Ова е дел од пресуд на Стопанската комора. Да, го видов целиот прес, меѓу другото имаат и 10 точки кои што ги нудат како решенија до влада. На оваа влада Стопанската комора е прв партнер и соработник и во комуникација и со премиерот. Јас се надевам дека се она што го бара Стопанската комора е од добробит за функционирање на работите и за подобрување на состојбите во делот на енергетиката, заедно со сите институции од енергетскиот сектор ќе се изменаџира во правец за да носиме одлуки и мерки кои што ќе носат уште поголем бенефит и поголеми успеси заради тоа што и она што до сега е направено беше во контекст на домакинствата, на битните сектори во државата, на стопанството, па и на големите компании, заради тоа што знаеме дека преку големите компании функционира целото стопанство, многу број луѓе вработени, стопанството надоле по малите и средните компании, и сметам дека на крајот, после една успешна и конструктивна соработка, ќе произлезат и сите овие работи кои што треба да дадат плюс допринос. Добро, и за крај, еве ваква една анализа ако може да направиме за тоа како би се движеле работите, бидејќи ми се чини дека од оние пикови кои ги имаше енергетскиот пазар во зимата, како што кажавме, цените веќе падна, со тоа падна и цената на струјата. Барем личи така дека се стабилизира на некој начин енергетскиот сектор, сето тоа се разбира е поврзано со војната во Украина. Имаме ли некакви предвидувања како ќе се движи понатаму, бидејќи од тие предвидувања најмногу зависи економијата, најмногу зависи стопанството, големите компании кои цело време гледаат на берзата колкава е цената на струјата. Дали имаме некакви анализи дека пазарот еве се стабилизира, па можеби дека би дошло и до понатамошно намалување на цените? Нормално е будно се следат сите процеси, а дел од нив се поврзани и со војната агресија на Русија над Украина. Периодот кој што следува за предвидување во делот на покачување или намалување на цените треба да се искористи преку будно следење на активностите кои што се случуваат и во регионот и во Европа. И сметам дека кон тоа сме максимално фокусирани, целиот енергетски сектор се со една цел за да не дојдеме до некои непосакувани шокови кои што ќе влијаат и врз економијата, но што влијаат врз економијата, влијаат и врз стандардот на граѓаните. Така да сметам дека будно се следи ситуацијата, дека нема да се дозволи да се доведеме како држава, да бидеме ставени во економски шокови кои што ќе дадат резултати врз другите сектори. Да, добро. Ви благодарам за ова интервју. Ви благодарам и на вас за можноста. Дарио Николовски, директор на Агенцијата за енергетика. Почитувани, ви благодариме што следевте Студио 10 на телевизија 24. Останете со нашата програма, за кратко ќе ги видите и најновите вести.